Почнува периодот на пеколни горештини. Во наредните денови се очекува температурите, а и УВ индексот да продолжат да растат. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат задржување на сончевото и суво време. Во наредниве денови, до крајот на месецов, продолжува период на сончево и многу топло време со пораст на дневната температура, а особено топло се очекува да биде во почетокот на следната недела, поточно во понеделник и во вторник, кога температурата на воздухот на повеќе места ќе надмине 35, а во југоисточните делови ќе достигне 40 степени. Во Тетовскиот регион во тие денови очекуваме температура до околу 37 степен. Вредноста на УВ индексот ќе биде многу висока и ќе изнесува 9. Лекарите со совети до граѓаните порачуваат да не се излегува во период од 11 до 17 часот, да пијат повеќе течности и редовно да ја штитат кожата од изгореници и инфекции. Во текот на летото доаѓа и до брзо расипување на храната, па е потребно да се јаде полесна, свежа и термички добро обработена храна. Ние даваме препораки да не се излегува во тој временски пик кога се високи температурите и УВ зрачењата кога се многу високи. Тоа значи од 11-11,5 некаде до 16 или до 17 похладне, да не се излезе без потреба, или ако треба да се излезе, секогаш да се носат заштитни очила и капа за сонце, тие што ги поседуваат, тие што не морат нормално да не излезат, за хроничните, реков, би требало да дојдат или рано наутре да ја препишат терапијата, или може да праќат или по некој друг тоа да им се препише, бидејќи тоа не е возможено, можеме таа услуга да ја вршиме. Особено малите деца исто така треба да внимаваат, бидејќи има и доста промени, кожни промени се ова, потоа ни се јавуваат промени во гастроинтестиналниот тракт, што го викаме ние, односно чести сега летово ќе имаме и проливи, односно диареи, повраќања, така да исто така да се внимава на храната која се консумира, значи убаво да се мие, по можност ако може зеленчукот и овошето и едно време би било пожелно да седат во ладна вода, да речеме пола сат, зависно од кој производ е, да седат убаво во таа ладна вода, па после да се употребат, да не имаме такви чести инфекции кои ни се така по принцип секогаш не се случуваат во летниот период. Како можна опасност за нарушување на здравјето се и климауредите, особено ако често и неизменично се престојува во климатизирани и неклиматизирани простории. Дополнителен совет од лекарите е и препораката за носење на лесна облека во текот на престојните жешки денови.